Каква беше годината што измина за тутунопроизводителите и каков тутун може да очекуваме после бербата? Зборувам денеска со Маријан Трајков, кој што е и воедно и претседател на Сдруженијето за тутунопроизводители Басмак. Маријан, кажи ни, заврши бербата, каква е состојбата? Колку количини досега се набрани, каков е квалитетот? Прво да ги поздравам сите тутунопроизводители од цела Македонија, бидејќи сме членови на Сојузот на тутунарите на Република Македонија. И во почетокот ние истакнавме дека имавме повеќе заинтересирани, беа извадени повеќе евидентни листови и се надевавме дека ќе излезат повеќе големо производство на тутун. Но самите временски услови тоа го диктира. Во почетокот беше суша, изгубивме тука нешто, потоа почна оние дождови очекуваните, тутунот израсте, подмладе, па повторно имаше големи високи температури кои што му штетеа на младиот тутун и имаше нешто подгорување на првите берби и самите производители не можеа да постигнат, бидејќи со времето беше топло и не можеа да постигнат. Но целокупно гледано ова година по квалитет ќе имаме добар квалитет на тутунот. Квалитетот ќе биде добар, но квантитетот ќе биде намален. Лани имавме на ниво на држава имавме 25 милиони килограми тутун. Ова година со сите тие турбуленции на самите временски услови, ако се соберат едно 21 милион, значи зборувам на ниво на Република, ќе бидеме задоволни. Инаку квалитетот... Каква е состојбата тука во Струмичко? Во Струмичко, за Василевскиот регион можам да кажам дека сме добри, ќе ја постигнеме ланската близу 1 милион килограми. Ово е другиот дел за Струмичко, исто и они тука негде како ланската година. Значи ланската ние ќе ја постигнеме, има потврлено во Пелагоневскиот дел, таму кај имаше попозно они почнуваат и сега тие кај нас е веќе завршена бербата. Тие уште берат и имам контакти, се слушнав со председателот. Тие рекоа дека во октомври месец цел ќе го берат и дека сега е најквалитетното тутунче. Има добри услови, сонце има, се надеваме дека ќе ги приберат тие последни листови од тутунот. Така, од прилика се знае ли која ќе биде просечната откупна цена на тутунот годинава? Према квалитетот што го имаме, па можам да кажам дека се собрани и горните берби, кои што ланската година во Пелагоневскиот дел не успеа да ги преберат. Ќе се надевам дека ќе биде ланската просечна цена, ние се надеваме до 200 да стигне, ама тука беше 197 дена. Значи и ова година очекуваме просек да имаме едно 196-7 денари на килограм. Така, една ретроспектива, ако се направи од годините наназад и во моментов, а и самите спомнавте на почетокот на разговорот дека се намалиле евидентните листови, тоа значи дека имаме се помалку тутунопроизводители? Не, јас реков дека се зголемија евидентните листови и се надевавме дека за мал процент, 10% беше зголемија, бидејќи се постигна добра цена и со самите тие субвенции што имаше задоволство за самите тутунопроизводители. За зголемување не ми се верува, бидејќи тие се тутунарите, не се зголемува, тоа е бројот, младите не сакат да го садат тутунот, бидејќи тоа е трпна работа. Последни генерации, како што реков, ние сме најмлади, 50 години, најмладите тутунопроизводители. Значи, помладите не сакат да го произведат тутунот. Но со наши настојување со самите фирми и како здружение ние да се покачи цената на тутунот, се надеваме дека ако е повисока цената и самите фирми треба тоа да го увидат, ќе се свртат и младите да го засадуваат тутунот, да бидат заинтересирани за него. Така. И на самиот крај, колку откупни компании годинава ќе откупуваат овде? Ова година во Струмичкиот регион остануваат Алијанса, Далија и Сокота Битола. За несреќа Струмичкиот комбинат веќе пропаднат, нема, се појавуваат некои други странски, тоа за другите години пак ќе видиме, сега за сега не знаеме. Значи имаме една јас заборавив и Секе грчка компанија, исто така ова година ќе биде во Струмичкиот регион, лани беа Радовишкиот дел, ова година ќе имаме 3 пункта, исто така од грчка фирма Секе, значи ќе имаме 4 фирми што ќе откупуваат на Струмичкиот регион на едно 20 откупни пунктови. Така.
Ви благодарам за разговорот. А како што напомена и Трајков, тутунопроизводителите се надеваат дека и оваа година ќе се постигне добра откупна цена која што ќе ги задоволи потребите на тутунопроизводителите.